Добро, значи денеска навршува една година од преземањето на функцијата министер за здравство, че одговорноста да водиш таков ресор сензитивен како што е здравството не е лесен, но исто така периодот за една година е прекраток за да кажеме дека денеска имаме здравствен систем кој што е различен од вчера. Тоа што можам денеска да го кажам пред вас е дека денеска тоа што го немавме пред една година е дека имаме јасна слика за здравствениот систем и јасна цел кај сакаме да стигнеме со реформите во здравството и од инфраструктурна гледна точка и од човечки капацитети и од технологии и дигитална трансформација. Чест ми е денеска пред вас и пред медиуми и пред јавноста да кажам дека мапирањето на здравствениот систем ни ги кажа сите недостатоци во системот, но исто така ни даде буст, ни даде енергија за да може да креираме да предвидуваме проекти кои што здравството нема само да лечи, туку исто така ќе предвидува. Според тоа што денеска го имаме и според капацитетите и како држава и од финансиска гледна точка и од инфраструктурна гледна точка, мене ми е многу драго да ве информирам дека на 24 овој месец нашата држава или нашиот здравствен систем веќе станува дел од европските здравствени системи, така да ние ќе бидеме полноправна членка на EU for Health, на една од најголемите или најголемиот здравствен фонд во Европа, кој што освен што ќе црпиме финансиски средства од Европа, ќе црпиме исто така технички и експертиза од нив. После тоа, имајќи во предвид веќе дека знаеме на кај што треба да промениме во здравството и имајќи во предвид дека веќе ќе стануваме потполна членка на EU for Health, ние одма после тоа, значи од месец јули, ќе почнеме да аплицираме на оваа програма и се надевам дека ова ќе ни дојде дополнителна енергија се со цел да може да се убрзаат реформите во здравството. Благодарам многу.